28 февруари 2022 е последниот ден кога беше на сила владината одлука за замрзнување на цените на основните производи. Најавите дека од следниот ден, 1 март, веќе нема да важат старите цени, вознемирија дел од граѓаните. Еве слушнано дека лебот од утре ќе биде поскапен. А штом лебот поскапува, знаете дека сите производи ќе повлечат и ќе се зголеми цената. Слично размислуваа многу граѓани кои поитаа да направат залихи од храна по стара цена. Но не сите имаат и залихи на пари. Здрав воз ја чува. Старите така рекле. Ама ние претеруваме. Прават шо ке прават со тие лебови? Нек ни еден имаше 2 кеси полни со леб. Шо ке прави со тој леб? Па шо има, шо нема, тоа е. Се обезбедуваме месечно, иначе друго за повеќе месеци слабо. Има луѓе што имаат до джеп, јас со 9200 не може преживеам, не да ги полну да право овакво заличи. И 360 степени беше во шопинг, и тоа во 3 наврати. И пред да заврши одлуката на владата за замрзнување на цените, и потоа, кога се одмрзнаа цените, а владата ги замрзна маржите на одредени производи. Купувавме производи кои се опфатени со мерките, и тоа во различни продавници. На 28 февруари, последниот ден со замрзнати цени, во првата продавница немаше гужва. Но не било така и предходните денови. Има луѓе вака повеќе да купуваат вака да многу се купува. залихи да се прават. Прават залихи, да повеќе да различни. Ама мислам дека нема потреба. Што викате ќе рипнат од утре цени на ова суомеснати вака така? Не, но меснатите меѓате ги се намало душ маржот е ограничено 50%. Во друг маркет купивме други артикли од листата на основни производи. И тука, непосредно пред одмрзнување на цените, имало бран купувачи. Денес гужби не сегде пред одмрзнување на цените, а? Да. Што се абетно почнемо сега. Купуваат луѓето вака залихи си прават? Па брашно купува, декини. Поскапи многу? Не знам. Немате никои најави вака? Не. Следниот ден, 1 март, повторно се вративме во истите продавници. Мерката за замрзнати цени веќе не беше на сила. Наместо тоа почна да важи ограничувањето за трговските маржи, до 5% на продажната цена за трговија на големо, а до 10% за трговија на мало. Од 7 продукти што претходно ги купивме по замрзнати цени во првиот маркет, 4 беа поскапени. Лебот што го купивме за 33 денари, сега беше 37. Млекото беше поскапено за 5 денари, лимоните за 2 денари, а најголем скок на цената имаше кај маслото, кое беше поскапено за 10 денари. Со непроменета цена беа брашното и бананите, а единствено со намалена цена беше шунката, која се продаваше за 16 денари поевтино. Слични беа разликите во цените и во другиот маркет. Таму, од 4 производи што ги купивме предходно, по одмрзнување на цените поскапени беа 2 продукти. Лебот од 32 денари беше покачен на 36, а поскапено беше и сирењето, кое се продаваше за 7 денари повеќе од предходно. Цената на шеќерот беше иста, а намалување повторно имаше само кај шунката, која се продаваше за 4 денари поевтино. Забележавме и дека промените на цените се разликуваат во зависност од маркетот, но и производителот. Покачали се цените, што? Тоа е како за пензионер што зема 10.000 денари е многу малку. Сега вака да правиме муавет. Само за лекови не ни стасуваат. Нормално со 10.000 што е 12.000 инвалидска пензија. Кој не се плаши. И тој што има се плаши. Лебот е поскапи, други производи може. Лебот не изгоре, за нас сиромасите лебот е основна храна. На крајот од неделата повторно посетивме неколку маркети. Наидовме на сосема нова слика. Зошто нема ништо? А вели штрекнуваат обувачите заради мирката на владата, што беше донесена.
И сега, некои се станоци, не знам што, полека вака ќе почне точно од денеска ни донесува нешто ново. Утре се надевам дека ќе може повеќе. На рафтовите за зеленчук и овошје беа останати стари залихи. Празни беа и рафтовите за свежо месо. Зошто се е празно? Ќе има на повеќе места без вака иста слика. Ама кај нас нема, значите нема, сега да го работа. Не е некој штрајк? Дека некои од трговците почнаа да откажуваат дел од производите, потврдуваат и од Стопанската комора, од каде алармираат дека доколку владината мерка за ограничување на маржите не се промени, допрва ќе се соочиме со криза. Според членките на Сдруженијата за трговија и за земјоделство и прехранбена индустрија, ограничените маржи од 5 и 10% се многу ниски и не ги покриваат основните трошоци. Па штом немаат есап да ги продаваат по пониски цени, дел од трговците се откажуваат од нивно производство и дистрибуција. Треба да се седне на маса, треба да се направи анализа. Проценката на компаниите е дека определувањето на највисоката трговска маржа во трговијата на мало не треба да биде пониска и да биде некаде да се движи од прилика од околу 20%, додека поставувањето на маржата во трговијата на големо треба да се постави на 10%. Но освен висината на маржата, проблем според бизнис секторот е и листата на производи за кои важат овие ограничувања. Стопанската комора бара да се ревидира оваа листа и ограничувањето на маржите да не важи за цели групи на производи, туку за одредени артикли. Ако интенцијата на носењето на мерката е да се ограничи, значи, маржата на основни прехранбени производи, како што беше претходната мерка која беше донесена, со која што се замрзнаа цените на основните прехранбени производи, дали сега во оваа смисла има некаква логика во оваа група на овошје и зеленчук да бидат внесени, например, авокадо, манго, артичока или ананас, тип на производи кои што не се за секојдневна употреба и не се наменети за оние за кои што у суштина самата мерка се носи. Дополнителни забуни, според трговците, создава и различното толкување на владината уредба и контролата на терен од страна на инспекторите, за тоа што е набавна, а што продажна цена и што се влегува во ставка трошоци во производствениот процес. Очекуваат слух од надлежните со цел да се најде избалансирано решение, за да не дојде до дополнителни пореметувања на пазарот и ценовни шокови. На граѓаните пак, во меѓувреме, им остануваат оптимизмот и скромноста, па главната утеха им е дека од лошо може да биде и полошо. Кога гледаш ова како бегат луѓето и како трчат и како завиват сирените, си викаш дај помалку еднаш ќе јадам на ден, барем мирно да биде.